Благодарам, господине Джафери. Почитуван министр за економија, почитувани колеги пратеници, почнуваме со сет од закони кои што се апсурдни од причина што материјалот кој што денеска го разгледуваме во матичното тело Комисијата за економски прашања е примено на 6.11.2018 година. Да, не е грешка, 6.11.2018 година, во периодот кога загадувањето во Република Македонија беше на енормно високо ниво и кога баравте некое излезно решение затоа што со право граѓаните на Република Македонија, посебно граѓаните од поголемите градови во Република Македонија и невладините организации и активисти кои што се занимаваат со проблематиката која што е проблем број 1 во Република Македонија, а тоа е квалитетот на амбиенталниот воздух во Република Македонија, вие излеговте со едно законско решение кое што само по себе има голем број на нелогичности. Реагираат експерти од областа на заштита на животната средина, реагираат техничките сервиси за регистрација и контрола на техничката исправност на возила. Ние на комисијата зборувавме на оваа тема и тоа баравме да има и надзорна расправа по оваа тема, за да можат граѓаните, односно лицата кои што се експерти и кои што се занимаваат подолго со оваа проблематика, да ги кажат своите забелешки, за да направиме еден закон кој што ќе даде резултати, односно ќе биде апликативен и од кој што навистина сите ќе ги почувствуваме бенефитите. Вака, со ова законско решение кое што го имаме сега пред нас, а кое што беше наменски спремано во месец 11, кога загадувањето беше големо, нема да ги даде очекуваните резултати. Ке имаме можност. Сега е лето, малку подобри се временските услови во Република Македонија и можеби не ги осеќаме резултатите од сето она што треба да го решаваме и кое што требаше да биде решено до сега, а кое што ќе го зборуваме на наредната точка, која што исто така требаше во тој период да се разгледува, односно информација за амбиенталниот воздух во Република Македонија. Меѓутоа, за неколку месеци, односно за 3-4 месеци од сега, повторно ќе биде актуелно ова прашање и повторно ќе ве потсетам дека ова законско решение, доколку не ги послушате забелешките кои што ги имаме по основ на истото и доколку по истото не направиме една надзорна расправа во наредниот период, за жал немавме прилика на комисијата, може би од оправдани причини, да му го кажеме ова на министерот, затоа што имаше представници од неговото министерство, меѓутоа сега е тука и ја користам приликата да побарам да се направи надзорна расправа со сите заинтересирани страни, затоа што има реални забелешки кои што ВМРО ДПМН како пратеничка група ќе ги преточи во амандмани и ќе бидат понудени до второ читање и на комисијата и на пленарното заседание. Ќе пробам да набројам неколку нелогичности кои што ги има самото законско решение, за кои што дискутирав на комисијата, а дел од другите забелешки ќе бидат, како што реков, пренесени преку амандмани. Значи, член 5б, во врска со воведувањето на еколошките налепници врзани за евростандардите, е нелогично од причини што евростандардите се пропишани услови за производителите на возила, кои стандарди треба да бидат исполнети во производството на новите возила и не го опфаќаат само еколошкиот сегмент, туку повеќе елементи кои се однесуваат и на другите системи во возилото. Пример, доколку дојде возило на технички преглед со издадена зелена налепница врз основа на евростандардите, а емисијата на издувни гасови измерена на апаратите за технички преглед е поголема, тогаш ќе дојде до спротивност на ставовите помеѓу контролорите на техничкиот преглед и техничката служба која што ја издала налепницата. Дополнително, околу налепниците, значи имав одредено прашање затоа што она што ни беше кажано на комисијата е дека во зависност од загадувањето кое што ќе го имаме во зимските периоди, градоначалниците со уредби ќе констатираат во која населба или во која општина може да се вози со која налепница. Или советот. Како ќе го изведеме тоа ако треба некој од Ѓорче, каде што во моментот има подобар амбиентален воздух и нема проблеми со загадувањето, се вози, например, жолта или зелена налепница, треба да оди во кисела вода или во аеродром,
каде што нема да може да оди затоа што загадувањето е поголемо и за таа општина е издадена забрана за возење во одредени временски периоди. Дали е изводливо тоа, како ќе биде регулирано и на кој начин сето тоа ќе биде решено. Во членот 5б се воведува еколошка категоризација на возилата преку доделување на лепници во боја од страна на техничката служба. Прва забелешка. Ова се веќе коси со утврдените параметри на возилото во претходните постапки и е сосема непотребно да се прави бидејќи имплицира само екстра трошоци за граѓаните. Евростандард според ЕЦЕ и ЕЦ правилниците го дава самиот производител на возилото. Забелешка друга, доколку еколошката налепница ја заменува налепницата за регистрација како што е наведено, тогаш ќе треба ваквата поставка да се прави на секоја регистрација на возилата и сето тоа би донело нови непотребни издатоци за граѓаните. Имаме забелешки по однос на регистрацијата, имаме забелешки при поништување на регистрација на возилата, во членот 62 каде што се вели овластување на Министерството за забелешки, дополнително, значи многу е дискриминирачки, во членот 62, каде што вработените во техничките станици не можат да вршат преглед на нивните возила. Значи, многу дискриминирачки, затоа што претходните два члена е потребно да бидат избришени од причина што, како што реков, е дискриминирачки. Од една страна се дозволува преглед на илјадници возила од тие лица, а од друга страна се пројавува неповерување на 2-3 лица или возила кои што е во собственост на правните лица, односно на тамните технички служби. Ова се сериозни забелешки, има и други, меѓутоа во интерес на времето и замолница од колегите е да привршиме, ако имаме можност да продискутираме и би сакал повеќе да продискутираме, се со цел, како што реков, да дојдеме до едно заедничко квалитетно законско решение, а не решение кое што имаше само одредена намена. Ви благодарам. Благодарам и вам. Бидејќи